Сечењето на младите дрвца низ градот и неподносливата миризба која секојдневно се шири, а доаѓа од свињарските фарми, се најчестите причини поради кои граѓаните реагираат во еколошкото друштво Вила Зора. Членовите на Вила Зора велат дека во изминатиот период се повеќе граѓани се обраќаат до нив со цел да се изнајде решение за решавање на овие проблеми. Во писмениот допис кој Вила Зора го достави до медиумите, стои дека граѓаните реагирале за лошата миризба, резултат од работењето на свињарските фарми, поради што мораат и во летниот период да ги држат вратите од терасите затворени. Екологистите бараат надлежните што поскоро да превземат мерки и сите сопственици на фарми во близина на градот кои се однесуваат непрописно кон животната средина да бидат санкционирани. Овој проблем се провлекува повеќе години, но досега немаше конкретни мерки за негово решавање. Токму затоа од Вила Зора се со став дека е крајно време да се превземат конкретни чекори. И самите членови на еколошкото друштво се заинтересирани да се вклучат во активностите за подобрување на состојбата. Заинтересирани се да ги едуцираат фармерите како да постапуваат со ѓубрето и наместо истото да се расфрлува по нивите, предлагаат негово компостирање. Во однос пак на редовното уништување на младите дрвца, од Вила Зора велат дека после неколкуте пријави направиле увид на теренот. Истиот покажал дека во Младинскиот парк биле исечени неколку млади стебла, иако во официјалното соопштение кое го добиле од надлежните стоело дека се работи за стари и деградирани дрва. Екологистите апелираат до локалната самоуправа да се превземат сите конкретни чекори и мерки за зачувување на сите дрвца, кои имаат непроценлива улога во заштита на животната средина. Еколошкото друштво има сериозна намера да го заштити зеленилото во земјава. Така, членовите во најскоро време ќе поднесат барање за донесување закон за јавно зеленило до владата на Република Македонија. Целта е законски да се заштити јавното зеленило и да се спречи самоволието во уништувањето на истото од страна на одредени поединци и институции.